Откако вчера беше разрешен од функцијата министер за финансии, што ја извршуваше повеќе од 2 години, Драган Тевдовски се враќа на економскиот факултет во Скопје. Иако премиерот Зоран Заев изјави дека ќе биде ангажиран како негов советник од областа на финансиите, Тевдовски не ја прифатил понудата на премиерот, велат извори за 1TV. Тој на својот Facebook профил се заблагодари на довербата, се поздрави со колегите од Министерството и најави дека се враќа меѓу своите студенти, од каде што и дојде пред да стане министер. Чест ми е што ја водев најдобрата институција во земјава. Се гордеам што имав одличен тим со кој не се плашев да влезам во ниту една битка. Благодарност до вработените во Министерството за финансии, што безпоштедно работеа да ги спроведеме реформите. Најголемата награда за мене за овие 2 години доаѓа деновиве кога насекаде граѓани ме застануваат и ми велат браво и главата горе. Тоа е за мене најдобриот начин да се излезе од едно министерство и затоа со главата горе и целосно посветен се враќам на економскиот факултет. Заминувањето на довчерашниот министер за финансии предизвика и многу реакции на социјалните мрежи. Неговиот поранешен советник Бранимир Јовановиќ, кој си замина од министерството само неколку месеци претходно, ги објави реакциите на дел од службениците во финансии и ја опиша разделбата на кабинетот со Тевдовски. Се поздравивме денес, прати мејл до сите, се заблагодари за соработката и кажа дека од 10 часот ќе биде во бифе. Дојдов на работа само за да се поздравам со Драгче. Сите плачевме денес, кога влезе на 10 во бифето, а 5 минути без престан ракоплескавме. За никој не било вака во мои 20 години во Министерството. Денес Драган замина како што му доликуваше, со огромен аплауз и со емоции кај повеќето од вработените. Мислам дека тој кабинет никогаш нема да се повтори, човечноста пред се. Разрешувањето на Тевдовски и денеска предизвика реакции и прашања на дел од опозицијските пратеници во собранието на седницата за пратенички прашања. Дали министерот за финансии Тевдовски е сменат зашто одбил да потпише заем за изградба на новиот клинички центар? Вакво прашање до премиерот упати Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Заев пак ги отфрли ваквите информации како неточни. Стана јасно зошто е Тевдовски тргнат од министер за финансии. Човекот ви дал отпор да не ја понатаму задолжувате државата. Дали Тевдо бил заради клиничкиот центар сменете срамот. Јавно има своји статуси дека е за нов целосно клинички центар, не за дел од клинички центар. Дека е за посебна локација, не овде на Водњанска каде што го сообраќајот и предизвикува проблеми. Драган Тевдовски е еден од министрите кои ги зафати најавената метла на премиерот Заев. Неговото име досега не беше поврзано со ниеден скандал во јавноста.